Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по македонски јазик ќе се дружите заедно со мене, наставничка Зорица. Денес ќе слушнете една кратка, многу кратка приказна со интересен крај. Како се нарекуваат тие кратки приказни во кои најчесто ликовите се животните, кои се надитруваат меѓу себе? Така е, тоа беа басни. Тоа ќе биде и нашата цел на овој час, ученици. Да ја слушнете внимателно басната, ќе видиме која, да ја разберете нејзината порака, да ја почитувате и да ја применувате нејзината порака. Ќе слушнете басната Штурецот и мравката. Слушај внимателно. Штурецот и мравката. Еден убав сончев ден, Штурецот свиреше и пееше во полето. Додека тој свиреше, мравките напорно работеа во полето и собираа храна за во зима. Кога мравката помина покрај него, тој ја праша: "Зошто не дојдеш и ти со мене да свириме и пееме заедно наместо да работиш толку напорно?" А мравката на тоа му одговори: "Собирам храна за зимата, а те советувам и тебе да го сториш истото." Ха, да размислувам за зима сега, кога е толку жешко и има толку многу храна во полето? Времето минуваше. Дојде есента. Стануваше се постудено. Дојде и зимата. Штурецот немаше што да јаде. Тој беше многу гладен. Отиде кај мравката да ја побара храна, затоа што беше многу гладен. Мравката тогаш го праша: "А што правеше ти цело лето?" "Свирев," одговорил Штурецот. Сега играј, за да заборавиш на гладта." И мравката му ја затворила вратата. Така, тоа беше басната Штурецот и мравката и верувам дека ви се допадна. А Езоп е најпознатиот баснописец кој што ја напишал и оваа басна. Во басните, ученици, најчесто главни актери се животните, а се исмејуваат особините на луѓето. Сега земи ја твојата тетрадка, онаа без линии, едно остро моливче и комплетот со дрвени боички. Може би ќе ти треба и едно линеарче со форми, затоа можеш и тоа да го подготвиш сега. Запри го видеото, подготви се, а потоа продолжи со активностите што следат. Ајде да видиме. Размисли и одговори на ова прашање. Колку ликови имаше во оваа басна? Самиот наслов зборува, кажува, меѓутоа ајде да видиме дали знаеш. Така е. Во оваа басна се сретнаа два лика и разговараа меѓу себе. Сега нацртај на едната страна на твојот лист горе Штурчо, а на другата страна нацртај мравка. Цртај онака како што ти умееш. Под нив нацртај по 10 празни кругчиња со линеарот, подготви си ги црната и розовата боичка. Ке слушнеш од мене збор кој што е карактеристика или на мравката или на Штурчо. Ти ќе одлучиш за кого се однесува тој збор, дали за Штурецот или за мравката. Ако карактеристиката што ќе ја слушнеш, значи зборот што ќе го слушнеш е нешто неубаво, тажно, непријатно, со црната боичка обојуваш едно кругче онаму каде што мислиш дека припаѓа. Ева вака, најпрво ќе ви покажам со пример. Ако го слушнеш од мене зборот гладен, и најпрво си викаш каков е овој збор гладен, убав или неубав? Се разбира неубав, неубава карактеристика, не добра. Затоа ја земаш црната боичка. А за да одредиш каде ќе боиш кај мравката или кај Штурчо, кој бил гладен во нашата басна? Гладен беше Штурчо и затоа кај Штурчото обојуваш едно кругче црно. Значи, гладен бил Штурецот. Или пак брз. Кој во басната беше брз? Мравката. Значи, обојуваме кај мравката. А дали брз е добра или лоша карактеристика? Се разбира дека добра. Затоа боиме едно розово кругче кај мравката. Ова беше само пример. Почнуваме, ќе ги слушнете карактеристиките за Штурецот и мравката,
Сами ќе одлучите со која боичка и каде ќе обојувате. Подготви се, а потоа почнуваме. Слушај внимателно и обојувај внимателно. Розова боја за нешто убаво, црна боја за нешто што не ти се допаѓа, што не е убава карактеристика. Ајде, истовремено, јас зборчињата што ќе ги изговарам, ќе ги сместувам во диаграмите, или кај штурецот, или кај мравката. Ајде, кој бил гладен? Значи го слушнавте зборот гладен. Каква боичка земаш? Така е, црна боичка и обојуваш кај. Така е, Штурчо бил гладен. Уморен. Зборот уморен. Кој бил уморен? Мравката. Обојуваш кај мравката. А премрзнат. Дали е тоа добро или лошо? Лошо е, премрзнат беше Штурчо. Обојуваш кај Штурчо. Со каква боја се разбира дека со црна. Упорен. На кого се однесува карактеристиката упорен? Доколку обој кај мравката со розова боичка, ти си сепак во право. А вреден? Кој беше вреден? Колку убав збор. Мравката беше вредна. Повторно кај мравката верувам дека обои розово кругче. Бессрамен. Бессрамен. Карактеристика без срам. Лоша карактеристика, тоа беше Штурчо. Значи, Штурчо добива уште едно црно кругче, верувам. Весел. Убава карактеристика. Весел. А весел беше? Така, Штурчо. Штурчо добива и една розова карактеристика. Брз. Кој во оваа басна беше брз? Штурецот или мравката? И колку е добро да си брз. Брза беше мравката. Мравката добива розово кругче. Задоволен. Задоволен. Карактеристиката задоволен. Убава карактеристика. И задоволна од својата работа секако беше мравката, ученици. Повторно розово кругче. Мрзлив. Колку ли е лошо да си мрзлив? Со црната боичка боите лоша карактеристика кај Штурчо. Забавувач. Добро е да си забавувач. Оваа карактеристика е навистина добра. Овој пат и Штурчо добива розово кругче. Свирач. Свирач беше Штурчо. И повторно убава карактеристика за Штурчо. Свирач. И на крај, кој беше тажен? И не е добро да си тажен. Тажен беше Штурчо. Доколку сте готови со обојувањето и доколку и вие добивте 4 розови кругчиња кај мравката и едно црно обоено кругче и 5 црни кругчиња кај Штурчо и 3 розови кругчиња, односно добри карактеристики, вие сте во право. Значи, погледнете колку мравката има подобри карактеристики отколку Штурчо. Мравката беше, ајде да повториме уште еднаш, вредна, задоволна, брза. Мравката беше упорна. И на крај со црна боичка сме испојале дека мравката беше уморна. Но дечиња, за сите овие работи да ги направиш, мравката мора да биде уморна. Јас и уморот како карактеристика би го обоил розово. Значи, мравката сега нема ниту една негативна карактеристика, а додека Штурчо бил мрзлив, премрзнат, бессрамен, па секако дека ќе биде и гладен, и тажен. А добри карактеристики на Штурчо беа, Штурчо беше забавувач, Штурчо беше весел и беше свирач. Следува друго прашање, друго размислување од твоја страна. На кое место се случуваше басната? Погледни ги местата кои што јас сега ќе ги покажам, ќе ги понудам. Полето, во шумата, во домот кај мравката или Штурчо, на училиште.
Во морето или во паркот? Каде се случуваше дејството во оваа басна? Во полето? Да. Во шумата? Не. Во домот на мравката или на штурчо? И тоа да. А на училиште, дали беа штурчо и мравка на мравката на училиште? Секако дека не. А во морето? Никако. И во паркот? Повторно не. Значи, дејството во нашата басна се одвиваше во полето и во домот на мравката и штурчето. Следува друго размислување. Годишното време во басната. Најпрво прашање до тебе. Колку годишни времења има? 4. Пролет, лето, есен и зима. Сега повторно земи ја тетратката. На листот долу, доколку ти остана место, нацртај со линеарот 4 празни квадратчиња, малечки, а доколку не заврти на другата страна. И, ако сметаш дека во басната беше некое време пролет, нацртај цветче во првото квадратче. Ако сметаш дека беше лето, нацртај сонце во второто. Доколку мислиш дека беше есен, нацртај жолто ливче во третото, или пак зима, снегулка во четвртото. А сега, откако ќе нацрташ, онаму каде што мислиш дека треба и онолку колку што квадратчиња мислиш дека треба, ќе провериме. Почнуваме со пролетта. Дали некаде во басната се сретна пролет? Не. А лето? Така е. Со лето ни започна басната, кога мравките напорно и вредно работеа на на жешкото сонце. Есен и есента се сретна, дојде и есента и мравките се уште напорно се подготвуваа за во зима, ги правеа под последните подготовки. А штурчо се уште свиреше во есен. И зима, така е, во зима беше крајот на нашата басна. Што научивме ученици од денешната басна, Штурецот и мравката? Ајде прво да видиме кои убави работи ги научивме. А убавите работи ги направи мравката. Работата го краси човекот. Научивме дека посеј си за да жнееш. Работи за да имаш. Секако дека овие сите 3 поговорки се точни. А сега и порака до луѓето кои се однесуваат како Штурецот. Гледај ја сликата и смисли порака. Една од пораките мора да си посееш за да си жнееш. Следна порака или поговорка, не ја исмејувај туѓата мака. А Штурчо им се смееше на мравките кога работеа. Или кој не работи, нема ни да има. И тоа го видовме во басната. А сега за домашна задача, илустрирај го оној дел од приказната кој тебе најмногу ти се допадна. Дали кога беше лето, есен или крајот кога беше зимата. И сосем за крај, што мислиш? Дали овој Штурчо следното лето ќе постапува исто како и ова лето? И зошто би било тоа така? И доколку сакаш, оваа басна може да ја погледнеш и со сосема поинаков крај. Само ќе треба со твојот мобилен телефон да го скенираш овој код и веднаш ќе можеш да ја погледнеш басната Штурецот и мравката, но со поинаков крај од нашиот, или пак може да ти помогне некој возрасен и да го впише ова линкче во твојот пребарувач на компјутерот. До видување, до следното видување.